Два нови автобуси ќе бидат набавени во наредниот период, со што ќе се прошират термините и линиите на градскиот линиски превоз во Штип. Ќе се работи на зголемување на соработката со општина Карбинци, вели директорот Панче Стефановски. Ова следува откако јавниот превоз во Штип станува се почесто користен од страна на граѓаните, а една од најкористените линии од село Радање до центарот на градот. Планираме развој на општинскиот линиски превоз, планираме зголемување на линиите и термините, планираме на зголемување на меѓуопштинската соработка со општина Карбинци, планираме да се развиваме во тој дел многу во следниот период. Меѓувреме можам да кажам со задоволство дека и другите линии се доста посетени од граѓаните. Еве да издвојам линијата до Радање дека е многу посетена и не изненадува, како и другите линии функционираме секаде скоро со полн капацитет. Во периодот кој следи ќе се отвори нова линија од Штип до село Балван, а линии ќе има и до Плачковичките села. На тој начин жителите од општина Карбинци побрзо и поевтино ќе може да дојдат до градот. Согласно ова ќе се продлабочи и соработката со општина Карбинци, бидејќи моментално линии има само до село Аргулица и село Радање. Во меѓувреме расте интересот за месечни и годишни билети, за разлика од претходно кога се купуваа најчесто дневните билети. Па еве сега во следниот период ќе ги зголемиме линиите до село Балван ќе додадеме линија и до Плачковицките села во општина Карбинци. Пошто изминува периодот, луѓето се повеќе имаат побарување за месечните и годишните карти, така да се во пораст е побарувачката за нив. Градски превоз во Штип има до сите штипски приградски населби, неколку пати во текот на денот. Автобуси има и до општина Карбинци, со цел граѓаните полесно и побрзо да ги извршуваат своите обврски.